И по прозивките и апелите од протестите да запре одолговлекувањето на правдата, кривичниот суд и натаму не излегува со детали кога ќе се закаже судењето за пожарот во Кочани, а веќе поминаа 3 месеци од поднесувањето на обвинението. Дел од адвокатите на обвинетите велат дека ниту тие немаат нови информации, некои сметаат дека подобра организација веќе би го почнала процесот, за други пак е очекувано оценката на судот да трае подолго, оти предметот е обемен и комплициран. Апсолутно дека можеше, ако малку поорганизирано се работеше. Факт е дека многу време се изгуби околу префрлање на надлежноста и определување на делегирање на надлежноста на Скопскиот суд. Тоа е нормална постапка во судот и дека не е одолжено. Во јули месец беа обвинителните акти, значи поднесени се приговори од страна на одбраната на сите обвинети и реално јас очекувам дека ќе биде одлучено после 2 до 3 месеци. Сепак и двајцата адвокати сметаат, не можат сите обвинети да се гонат по исто дело, тешки дела против општата сигурност. Она што е правна квалификација дадена во обвинителниот акт, едноставно не може да важи за сите и действијата кои им се ставаат на товар на дел од обвинетите, никако не може да се подведат под законското битие на тоа кривично дело. И јас стојам на истото становиште, значи нормално дека толку обвинети лица во оваа постапка, сите да биде по ист член на ОЦ не држи место. Вчера, по 6 месеци од трагедијата, родителите и граѓаните кои се собраа во Кочани, Скопје и Штип порачаа дека трпението истекува. Велат, молкот веќе не е опција. Од утре веќе не молчеме. До кога ние ќе чекаме овој случај да има некаква разврска? Ова е најголемата трагедија која што се случила. Многу мои врсници го изгубија својот живот и мислам дека треба да се однесуваме како таква да е ситуацијата. 6 месеци луѓето од болка умираат, уште ги обвинуваат родителите што сами ли ги фрлиат децата во огин. Значи како смело да се дозволи во една плевна да се отвори таков објект како и сега овие депонии што горат. Зошто се уште не започнува судењето, беше прашан и премиерот Мицкоски кој кажа дека прашањето е за судот. Јас навистина не знам до каде е судската постапка, ќе треба за тоа прашање да се обратите до судот, бидејќи тоа е процес кој што го водеше најпрво обвинителството, а сега ги судот. Последната информација која ја дадоа од кривичниот суд беше пред 1 месец, каде посочија дека има 40 приговори од обвинети и нивните бранители и дека истите се во фаза на анализа, пошто ќе следува и одлука.